Се уште имате прашања за електрифицираните возила на Toyota? Денес ќе ви ги одговориме сите такви прашања за самополничките хибридно електрифицирани возила. Toyota самополничките хибриди вклучуваат два извори на енергија. Имаат бензински мотор и имаат електричен мотор. Она што ги прави различни од другите е дека овие два мотори работат независно еден од друг. Сега ќе ви покажам, ама прво морам да го запалам ова маче. Самополничките хибриди на Toyota користат електрична енергија која го придвижува возилото се до некаде од 50 до 90 км на час. Резултатот од тоа е нула потрошувачка на гориво, нула емисија на издувни гасови и неверојатна тишина од возењето во околу 80% од вашите урбани патувања. Значи, се додека возите по 50, 60, 70, 80 км на час, додека не оптеретувате премногу на педалата на газ, вие можете да си возите целосно на струја. Самополничките хибриди на Toyota немаат потреба од приклучување на надворешен извор за електрична енергија за да ги надополните нивните батерии и сите хибридни компоненти на возилата не подлежат на сервисирање и одржување. Топ! Хибридните батерии на Toyota се предвидени да траат низ целиот животен век на автомобилот и се покриени со 10 годишна гаранција. Хибридниот самополнички погон ти овозможува да возиш подолго, да стигнеш подалеку и да го оставиш обичното зад себе. Едноставно на инженерите на Toyota им нема рамни кога станува збор за хибридна технологија и тоа е факт. Пионерската хибридна технологија на Toyota постои повеќе од 20 години и продадени се повеќе од 15 милиони хибридни возила, правејќи ја Toyota експерт за електрифицирани возила. Тамара, ми зујат ушиве многу. Не сум добар у последно време, ќе треба малку гласно да збориш. Можеш да те разберам? Океј, Жаренце, ќе викнеме ако треба. Што да пикнеме? Ќе викнеме ако треба. Тоа ти кажувам. Да, убаво викни така да те чујам. Инаку прашањава ги договоривте со Милица, окей се така, нешто да смениме? Супер се сите прашања. Супер! Дупер! Мартината, панарката во Дупер што беше? Не, во Фанк Шуи. Топ е Мартина. И бендот е топ. Викам супер се прашањата. А прашањата? Да, супер. Супер. Извини, молим те, човек, буквално идам после емисија, одма идам на ушно, знам ќе ти биде чудно таму, знам. Не бе среќа супер ќе биде, и онака тебе ти фали жичка некоја секогаш. А ќе се вреќаме. А ја за ова те викна, ми фалела мене. Срамна ти е Тамара Тодевска. Срамна ти. Дојде, пали телевизија, на гостини е таа што згази на Евровизија. Изгледа многу добро, биди по супервизија. Камерманите треба да ми вратат провизија. Седни, опушти се и видија. Фанови незини сме и тија. Јаде или ништо или полна чинија. Ја знаат од овде до Вирџинија. И редовно зема. По една бува мара сега да застанам. Јас не икам да замарам, а и Ѓоко ме гледа кода ќе ме зашамара. Престанувам одма следува Тамара. И сега пред да почнеме со Тамара Тодевска, таа ни е гостинка нормално, нема друга Тамара. Морав така заради римата, тоа мораше така да биде. Одиме со нашиот пријател Маријан кој има подготвено нешто многу интересно. Денеска нема лајме од иднината, нема вести од минатото, има Студио 22, нова политичко дебатна емисија во која денес има многу интересни гости, двајца поранешни премиери се во Студио 22. Добре, дојдовте во Студио 22. Вечера имаме одлична дебата. Темата е моменталната криза со тоалетната хартија. Во студиото копијата ќе ги крстат поранешните премиери, политичари и експерти за темата со тоалетна хартија. Господинот Зоран Заев и Никола Груевски. Господа, добра вечер. Добра вечер. Благодарам на поканата.
Тешки времења за нашата Македонија, граѓаните се оставени буквално без тоалетна хартија. Па како вие како поранешни политичари гледате, вие експерти пред се на темата, гледате на целата оваа криза? Па што да речем, во времето на ВМО да помене, имаше изобилство на тоалетна хартија. Смидиве по надвор и тоа по 5-6 пати на ден. Вие бога ми сте по надвор. И Унгарија е надвор, сите знае. Ке молам, не ми упаѓајте во збор. Јасно е дека ова марионетска и подкупива влада на СДСМ ги остави граѓаните со гол задник. Ке ве молам, господа, да го задржиме нивото. Ја кажа да го задржиме. Господине Заев, како вие гледате на кризата со тоалетната хартија? Додека го дишем овој македонски воздух, Северна Македонија нема да остане без тоалетна хартија. Моменталната криза е поради ВМРО да помане, која ја држеше во изолација оваа земја, па беше спречен секаков прилип на тоалетна хартија. Кризата предизвика и пад на денарот, загрижена поради инфлацијата, владата предложи тоалетната хартија да биде прогласена за хартија од вредност, па дали го добрувате овој предлог од владата? Смешно е оваа влада да зборува за економија и слични работи. Сите знаеме во кое време се градеа болници, тоалети и слични работи. Вие само спомените си градот. Го испокрадевте народот. Ве молам, јасно ние зошто немаме тоалетна хартија. Па пашајте го колегава, со каква хартија се витка марихуана? Како не ви е срам? До кога со фейки нюс? Нека знае народот, тоалетна хартија ќе обезбедиме. Нашите стратешки пријатели, НАТО. Од мојот пријател Орбан издействував тоалетна хартија која ќе ја подариме на нашето македонско население да си ја подели. Помош од Орбан. Хартијата можете да си ја пикнете да ми прости заедницата. Јас со своето семејство, успешни бизнисмени, веќе дониравме хартија за целото население. На кого бе ти да си ја пикнеш? Ке ве молам, господа, да го задржиме нивото. Шо направи? Шо фаиш бе? Дека бе така? Шо бе? Гледавте Студио 22, ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност. Абе, не си играјте. Ме удви. Те удви. Веќе знаете која е нашата гостника и нема да трошам време во најавување на нашиот, не знам кој поред гостин, не знам кој патија. Ќе видиме сега Тамара Тодеска! Која изгледа одлично! Се ми се допаѓа. Да? Да. Што највеќе? Види, ова горе е чудно. Игор така Марков. Е. Чудно е. Како Знаеш, као, чудно? па така е као, вида. Па екстремно. Знаеш, гледаш како ја. Да, бе, па добро изгледа. Игор Марков Ова е исто е, мојот исто дизајнер, е да. како Ова е кожа. кожа со кожа, Кожа. па внимателно црни ногти. Скроз. Све е внимателно. Фала ти многу за мојот Шоу изглед. бизнес. Денеска се погрижија Игор Марков, Васе Доковски и Адо Херду. Значи, веќе стигна до тој момент ништо да не е, онака не се замараш за ништо, така? Што да носам? Да, И апсолутно. доаѓаат. Да. Нема побаво нешто тоа. Нема. Денес што треба да јадам? За тоа уште немам никој. Не? Само одредуваш? За жал. Не, имам мојот тренер кој што го поздравувам по овој пат, Мартин Видоевски, кој што кога браво, год да ставам, поздрав. например, од KFC слика на Инстаграм, ме кара и утре дента имам пеколен тренинг. Ама како го викаат тоа, како се викаше тоа? Cheat day го викаат. Cheat day, ама има повише cheat day во неделата. Cheat hour. Cheat week. Cheat hour, онака секој ден. Добро. така. Ти правиш cheat hour, Мартина? Секогаш. Добро, тоа Морам си да го е. пофалам вашиот бенд, кој што Се добаѓа е бендот. феноменален, поготово басистката. Андреја, Ја имав кога бев да. мала желба голема да свирам бас. Бас е многу добра. Бас, да. Контрабас уствари свирав. Татко ми пошто е професор по контрабас, беше кај нас на академија, сега веќе во пензија.
ми одржа 2 часа контрабас. Што не фати? И толку нешто имав проблем со раката, не ми беше доволно силна за... Па чекај, знаеш да. кога више тргаш бас да свириш, зашо Добро. па не обичен гитара бас? Па за бас гитара ја отпусе сакав, али веќе Нели? беше касно. Ое, влегов во мачно е светот малку на делува. пејачките. Андреа, потешко е, Да, така? влегов во светот на пејачките, тоа беше толку од мене. Не личи. Не јади. Така е. Ама не погреши, бидејќи години отпосле си ни една од омилените изведувачи, така Да. е правиот збор. Имаш нова песна која се крчка. Имам многу нови песни. Да? Не издадени, а направени? Да. И шубаво. Имам многу нови песни кои што се во... Добро, како решаваш што да вадиш? Знаеш, пример, имаш 10, whatever, 5. Јас си го следам инстинктот во принцип цел живот. За сега ја имаме Замижи, претпоставам за таа зборуваш. За таа мислев, да. Замижи е напишана 2019 вика. Да, таа се напиша после Евровизија и остана така поради пандемијата, остана во фиока. Не само таа, многу песни. И, пример, како викаш, ај сега е време да ја вадиме. Затоа што текстот е таков. Текстот е малце, знаеш, пееш? замижи и пробај да се сетиш да бидеш стариот ти. Знаеш, да заборавиш на оние сите работи кои што ни се случија во изминато. Џамбазов е еден од ретките кој што е предвидувач. Не знам дали знаеш. Он предвидува врач. и он точно знае на вештар и он точно знае што кога треба да напише и така. Добро, кога му нарачуваш песна, како оди процесот? Мислам, кога му нарачуваш. Дали воопшто му нарачуваш, не знам. Не, само му го праќам демото на мејл и му викам да ми се јави. И следната порака е кога ќе видам син и кога нема да се јави, ќе му кажам гори. Гори хитно е. Тогаш се јавува. Вака ги пишува брзо или не? Како му е? Или кога како? Не, треба да му дојде. Например, Да. еве конкретно за Тажна љубов срекна песна, не знам дали сум ти раскажувала во емисија, за Тажна љубов срекна песна, дека на тоалет хартија го напиша. Да. Го памтиш тоа? Да. Влезе во ВЦ и му викна во еден момент си на му дојде. неговиот аце, само донеси ми пенкало! Ето. И аце му донесе пенкало и он ја напиша Тажна љубов на тоалет папир и така. Али му дојде после 3 месеца. Добро, сега и Џамбо ти е као своевиден родител, знаеш, он така и те гледа. Така, као. ме доживува А добро, кога апсолутно. се запознавте воопшто, се сеќаваш ти веројатно мала си била? Со Игор, првиот контакт ни беше на неговиот прв концерт во Универзална сала, кога Тијана и Гиш му беа пратечи вокали. И ја бев... Тоа е едно од ретките Нормално. моменти од моето детство што се сеќавам онака живо се И сеќавам. јас се сеќавам на Преако. знам точно каде седев на тој концерт. Ако ми веруваш. Исто. И- Исто, бев со мајка ми и да. татко ми се восхитува, си викам Исто, вау. тогаш се запознавме за отпосле ете да ми стани соработник, па и да ме гледа и како дете неговото. Преубаво. Одлично. Така, Поздрав до таков ми е Игор. односот. Да Чао, го поздравим Игор и да удриме нешто. Ете така. И да поминеме на Евровизија, која што е сега актуелна. Добро. Ти и даде јавна силна подршка на Андреа, која во Италија ќе испее песна од Александар Масески, си работела со Масески, Да, интересното беше кога се видовме дека и двете во исто време почнавме да работиме со него на 18 години. Баш интересно. Да, Значи, за некој си 5-16 години и она ќе дојде тука. најверојатно. Под четврт Со пат. оглед на тоа колку е талентирана, да. Супер е. По кој Да, пат? и посакувам. Па не знам. Лупнав искрено се. Четврт? Па мислам. Знам дека еднаш бев трудна овде, памтам. Мислам. Памтам дека Така бев некаде. трудна со Четврт, Хана, така некаде. после бев со Хана тука. Да. Така? Да. Тука се шуњаше негде. А сега околу. со ова сако. Поздрав и Шубер. за Хана, кога се поздравуваме. И за Дарен. Тој и останува. А Дарен не го заборавај. И секако, ама мама, тој е синчето. убаво споменче ќе биде сигурно. Како Кој ќе не? порасне онака. Да. Кој ќе ги покажува, еве гледај. И Опасна она ќе е. вика гледајте како ме мача. Опасна е, се плашам од неа, искрено. Да? Видам, да. Има предиспозиции за реален шоумен. Да. Добро, кул. Ајде, сакам да те прашам што совети даваш на Андреа како некој што го изодел патот. На Андреа и кажав... прошол by the way, ако ќе гледаме. Види, ја бев 4 пати на Евровизија, тоа ми беше Добро, јас четврти зборам за пат. тој едниот кога Добро, да, ама растери. ја претходно бев 3 пати и тоа е големо искуство. Сакаш да кажеш дека и- тоа ти помогна? Многу. Добро. Многу. Океј. Многу ми помогна затоа што знаев што ме очекува. Знаеш, друго е кога знаеш што те очекува, друго е кога не знаеш како што Што на значи сега тоа? не Не знаеш. му се плашиш на непознатото? Апсолутно. На никого нема се плашев тогаш. Добро. На Андреа и кажав дека треба да се слуша само себе си
да ужива во секој момент. Како ако не знаеш како да се слушаш? Знаеш, тоа е зезнато. Ако си нема нов, врска дали знаеш или не знаеш. инстинктот Тоа да те си води го треба. осеќаш, Да. Тоа си го осеќаш од внатре. А тоа е многу тешко. Не е тешко, тоа е Да најлесно. дозволиш да го слушаш Тоа е инстинктот? најлесно. мамбе. За мене до душе не било секогаш така. Лесно ти е после 3 пати. Апсолутно, се согласувам со тебе, али во секој случај мојата желба и тоа што ја посоветував беше исклучиво тоа, да ужива во секој момент и да се слуша само себе си. А ако правиш за паралела од не мора еве прв, втор да кажеме пат кога водиш и четвртиот кога си како што кажуваш се водиш од инстинкти, само уверена, само довербата е на Прво и ниво. основно имав песна која што во која што на вистина верував. Прва работа. Втора работа имав одличен пиар, кој што заврши голем дел од Си работата. важи, значи и тоа. Како не? Трета работа и многу битна и најбитна според мене беше тимот. Кој што го Целокупниот одбрав. збориш. Целокупниот Од тим шминкер кој што до, не знам. да, кој што имаше на моменти дури од македонската телевизија се чудеа како е можно да сме така сплотени и како едно да функционираме. Добра, како лидер како ги држиш? Ние немавме повишен тон, ако ми веруваш, за тие 2 недели во Тел Авив, што не се случило до тогаш, затоа што тимовите кои што претходно оделе, Да, јас сум да, била дел од да, некои си тимови, била. и секогаш било кошкање, секогаш со неверување било, секогаш било тензично. Не треба за тоа одредена зрелост. Дали дека во овој момент бевме многу поопуштени затоа што знаевме дека продуктот кој што го имаме не е занемарлив, и дали заради тоа бевме такви, не знам, Ама бев. али се испостави дека и така и требало. Добро, можеби си се однесувала позрело. И ти како лидер, ме разбираш? Апсолутно. Апсолутно. Пошто на крај на денот веројатно тој што е најповиканиот, односно изведувачот, каква енергија он ќе донесе во екипата, така ќе се тера. Така е, али тоа беа луѓе со мене таму со кои што сум соработувала не 20 години, можда наназад. Ама не е лесно па сите да го чувствуваат нештото како нивно. Да, ма А сите очигледно од веруваа. ова, да, Сите гледаш, веруваа, сите бевме како едно, сите Браво. бевме многу хепи, многу задоволни од целиот продукт. тоа е голема реткост. И кога дојдовме таму беа сите во фазон као добро, окей, кој се овие сега? Добро. Кој е ова се? Како она ќе излезе сега? Од сендвичот помеѓу пред нас беше Холандија, кој што беше главен фаворит тогаш на второто полуфинале на ствари. А после нас беше Азербејџан, кој што исто така беше еден од главните фаворити, и као да првото прашање беше како ќе излезеш од сендвичот помеѓу Холандија и Азербејџан? Како ќе да запамтиме? Океј, викам, ќе видиме после првата проба. И дојде првата проба, ние сме секогаш таму неприметливи. Знаеш, никој не гледа, никој не сапи, никој не му е битно што ќе испееме и што ќе донесеме. За разлика од овој пат. Сега некако така, барем јас го осетив зашто сум била претходно и видов. Внимание После првата проба беше веќе сосема друго. Веќе со други очи не гледаа. Веќе не гледаа како конкуренција. Знаеш? И тоа беше уште еден додатен стимул за да ние сме уште посилни. Значи тоа што го виделе и чуле Така е. и ги направило да речат вау, Да. ова е нешто. Добро. Ама се погодиле коцки, да гледаш како кажеш ти и кажеш и од стар дека ти си верувала во Апсолутно, песната, да. значи ти си отишла таму, јас сум спремна. Имавме 50 песни додека не ја избравме Proud. Сори, Proud ја почнавме од самиот почеток да ја правиме, конкретно Роберт и јас и Коста Петров. Од нула ја почнавме да ја правиме и во моментот кога Роберт ги отсвири првите акорди и кога почна и јас само му додадов girl, пошто Коста ме праша зашто сакаш да пееш. Ја реков дека сакам да пеам за Хана, пошто Хана ми беше и се уште. После дојди Дарена, али у тој момент беше Хана нешто за мене највозвишено во тој момент. И зашто сакаш да пееш? Сакам на Хана да ја пренесам пораката која што треба да се пренесе, која што треба да ја чуе. И така тргна од girl, и така тргна солзи, радосници, кои знае какви солзи беа тоа, за да сватиме, уствари дека тоа е таа Знаеш, песна. ние така, баш да секам седам во викендица и го гледав и не ми се веруваше што се случува. Тебе како ти беше таму, знаеш, добиваш 10-ка, 12-ка, 10-ка, 12-ка. На нас ни беше многу чудно, пошто човекот кој што цело време треба да ги снима 12-ките не се мрдна од нашата маса. Значи малце па ќе отидеше на Значи има страна. човек што снима 12-ки, така? Па има две камери. Не, има Како две иде? Не, камери. стварно? Чекај, има две камери. 12-ката секогаш се снима. Две камери има. Така? Едната е значи му Шета? кажуваат. Следна е Македонија. Следна 12-ка е Македонија. И
овој ќе Преако. дојде, знаеш, ќе му јават, па ќе дојде. Чекај, ти знаеш дека има 12. Знам дека го чекувам, ај пази, не. Значи две камери се. Седи кај Добро, мене да речеме добро, и седи кај Махмуд од Италија. Така? Добро. Се конкретно ќе ви кажам за 12-ката од United Kingdom кога ни ја дадоа. Ајде. Значи седи камерата, се он беше многу смешен пошто таман ќе тргне да си оди негде на друго место. Тука ќе се врати. Еве ми ти го се враќа кај нас, разбираш, ние вака као. Добро. И доаѓа 12-ката, следува 12-ката, треба да кажат United Kingdom. И се седи едниот камерман кај нас, другиот седи кај Италија, кај Солди, кај Махмуд, кој што беше Солди, така е, еден од така е. исто од фаворитите. И јас сега Чекај, тој победи? Не, Не, он беше трет, четврт, пет, не знам. Абе добро, да му беше хит таа. Дали после беше се с хит, слушаше, да, и денес. И овој седи камерманот и не ни се верува ние, ама ја го гледам дека седи другиот кај Италија, викам 12, кај иде кај Италија. Немогуче на Италија ни еден бот да не им дадат United Kingdom. Човече, и 12-ката ја читаат. And you're the 12 points from the United Kingdom vote. Jury goes to Macedonia. Ние тука беше... Ние тука умревме. За мене тука Евровизија заврши. Живееш у моментот, знаеш, гледај што сакам да кажам, кога е така нешто што толку многу те обзема, некој 90% од луѓето знаат да се загубат у тоа и да нема ни сеќавање после. Уживав, ја еден момент почнав да се дерам по шминкерот. Армен! Зашто? Армен, викнете го! А, дека Армен, многу те еве ми ја, снимаат? Па имам, па не знам, не се гледа овде на ова, Добро, овде имам размачкана црвен кармин, си? размачкан од Александра сите се гушкате? Јанева, која што дојде и ме залепи овде со кармин. Значи, пудра немам, цела сум унаказена овде Да. и почнав да се дерам. А Донесете гледаш го, дека цело Армен! време 12 даваат. Армен, донесете го да ме среди, треба да излезам на сцена пак. Победуваме. Победуваме, човече. Победи Холандија после тоа. Победи Холандија, ние бевме седми, уствари осми бевме ние, после гласањето на публиката, нели, Да, која што публика да. која што ја немавме. И гласаше Белорусија погрешно. И ние уствари требаше тогаш да се израдуваме на првото место од жири, али тоа не ни го овозможија. Ние бевме втори на тој официјален дел, Така, али после втори. се испостави дека сме први. На 1 јуни на мојот роден ден ми се јавија да ми кажат дека Белорусија ги малце шубаво. ги утнала гласовите Роденденски и подарок. дека читала од назад на напред да требало Преако. обратно. И ние сме добили уствари 12, а не 1 поен. И така ние доевме уствари првиот жири и седмиот на финалната табела. И музика туш! Да! Дајте за ова! Е така. О, ајде вака, да пробаме да изиграме една игра. Ќе се поделиме, ќе помогнеме некој од бендот. Да играме асоциации со изведувачи од Евровизија. Ќе објасниме после како. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна на 26 јули 1963. За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? И еве сме назад, ова е играта асоциации, каде што фонот го обавува Андреа. Андреа, Сите возови го знаат твојот Имаме кугла, како што можете да видите. Во оваа кугла се наоѓаат поими, значи внатре има евровизиски изведувачи. Океј. Играме машки против женски. Значи ја браниме честа на 3,5 милиарди луѓе во светот. И сега, ова правиме. Значи, еден по еден одиме, гледаме кој е поимот, знаеме јас и Тамара кој е поимот. Имаме право со еден збор да објасниме. Доколку тимот не погоди, се префрламе на другиот тим. Сте играле асоциации, добро. Еве. Си прв. Значи, евровизиски изведувачи, подсетувам. Треба да погодиме и евровизиски. Евровизиски изведувачи. Имаме 10 поими, кој поише поиме ќе има тој. Чудовишта. Тие рокерите? Како беа? Немам право поише да кажувам. Тира! Како се вика? Преако, преако. Hard Знаем Rock дека ова ќе се Aleluja, како им се викаше Ништо песната. готово, ајде ти, ајде бе нека ти текне. Нема шанси. Бог да чува, чекај, добро, можам да му оваквам, чекај. Мислам дека ниеден нема да погоди. Байрон. Excuse me?
Не бе, не е добар со главата. Ајде. Се откажуваме, така, одиме на следно. Леле, дај Лорди кажете се како- викаа, бе. Лорди, да? Ајде ти се, ајде. Молитва. Леле, како се вика? Шерифовиќ. Така е. Не се прифаќа. Не, Јелена. Како се вика? Еден нула. Елена Шерифовиќ, ви се Како молам. Јелена не она кажа Еј, Шерифовиќ глупости. само. Реков Шерифовиќ. Да видам. Полека. Да видам. Виолинистот. Не знам ни ја овој кој е, нема везе, идемо дале. Мислам дека може да одиме на следен поем. Ма, апсолутно. Еј, преако. Не може ти прв да си секогаш. Не може! Добро биди ти. Ни на најна. Елена Ристос. Еве, Еден, добро, окей. И на најна. Еј, глупости. ја одма знам што да кажам. Не. Ај биди ти. Брада. Ја, браво. Кончита. Браво. Ајде сега. И пак ни за ова не знаеш? Може јас? Не бе, знам. Ајде. Ама гледај сега што ќе направи. Ајде. Не Самарџич. Тој другиот. Željko Joksimović. Вие сте? Добар си. Како се Епа. Која песна бе? Да. Не Зори Зоро. Ама еден збор треба мај. Зоро. Готово. Не знам. Не знам ова. Не знаеш, Не знаеш, не Зори Зоро, пијано оро. Ако не го знае, премало е за тебе. Да. Еј, Знаеш? Знаеш? ти може вако црно тиквешко. Како бе така? Čekaj, И толку нема поеми. Vlado Jadmirski. Така е, победивме! Победивме! Глупост. Победивме! Не би ја бива играва. Ај снимаме пак. Одлично се враќаме назад. Јелена Гениални Шерифовиќ сте, ве ова беше за поздрави. Јелена Шерифовиќ. Така е. Сега ќе испееме нешто, ама пред тоа само да прашам уште многу малку работи. Имаш муавет дека после второто место ја имаш утешено Сара Јо. Добро. Зборам за српскиот Да, избор. Сара Јо, така? за Белвизија. Победи Констракта. За Констракт имам болја прича. Да? Да. Ај ќе почнеме прво од Констракта. Констракта беше во еден момент пред гардеробата, пошто и беа карши со на сестра ми, и додека она се пресоблекуваше во гардероба, јас седев пред гардероба да ја чувам стража и се појавува Констракта пред мене. А ти веќе имаше која што видено? веќе јас се запознав, која што веќе се запознав, и ја слушам како ја вика на ќерка, сине, сад ќе ова брзо да се заврши, па ми идемо куќи. Ја слушам вака и викам, јас извинувам, госпоđo Ана, дали ви рекол стварно нисте свесни да ćete да победите вечерас? Ма дали си нормална, Тамар, ма каква Не идете куќи, вака викам. Сигурно не не за брзо. идете куќи, ви ćete да се вратите još jednom на стејдж jer ćete да победите. И она После пењето како победи, ми приде и рече свака част. А чекај, како осети? Ајде ја ја осетив уште првото полуфинале и се свртев на Тијана и реков оваа ке тепа. Дека пребеше, Дека вау, беше, нема затоа што ги имаше упит. сите елементи кои што треба да ги има една евровизијска песна. Тоа се? Тоа се денс, певлив рефрен. Ова? За ова збориш? Да. И добар пиар. Добра приказна, добар бек, како ти кажам, добро нешто кое што ќе им биде интересно на луѓето. Добро. А Сето со тоа Сара беше. Јо причата што е А Сара Јо ја утешувавме ја тешевме со тие. Таа втора испадна. Она беше втора, да, пошто јас сум нели вечно втора. Така е. Да, ја отидов и кажав, Така е. јас сам била 6 пута друга, све до моментот док нисам требала да будем прва. Ќе ти дојде. Да дојде твој ред, така е. И она ми рече хвала, многу ти фала. Има и полошо. Да, Цика, супер! да. Фала многу и мислам дека во прав момент и го кажавме тоа, да. Браво. И драго ми е што ето така Види си била, знаеш, и во вакви избори и такви избори. Треба да се вратиме назад на фестивалски избор? Не, секогаш сум за тоа. Да? Треба. Зошто што? Заради шоу моментот, заради чисто некако обединување, Паради нација тоа е- гледа тоа. Па да, ау. затоа што народот гласа. А сакаш да кажеш? Затоа што народот треба да го одбере изведувачот.
Не дека погрешија што ме одбра мене без конкурс, али не се покажа така до сега. Ама би било кул мене ако ме прашуваш. И ова беше последново добро со 6 изведувачи, со целото тоа све. Различно. Да, али треба да имаат сите шанса да се такмичат, да се такмичат. Надпреваруваат. Преваруваат. Да. Влегов српски Па дека приеска збореше, паради тоа. Сега ни отвори работа, треба доле превод да има. Ке пееме не прауд, иако го очекувате тоа, ќе го ставиме тоа за после, а сега ќе испееме Порок. порок. Ајде, може на П исто. Вежба на ние? Одиме. Бен Јелена Шерифовиќ и Тамара Тодеска. Порок. Немирни води ме носат кон бродолом. Немирни мисли кон нешто подобро. Кон циклус ми дојде во погрешен момент. Во овој циркус ми беше ти шоумен. За спомен остави тагата овде и оди. Ти си мој порок, ти си мој проблем. Ти си оној проблем што ме смени од корен. Со исти винти, низ лавиринти. Ти си мој порок, ти си мој проблем. Ти си оној проблем што од мал стана голем. Со исти винти, низ лавиринти. Последна страница од овој монолог. Последна станица, остани подолго. Изиграј ме јако ко последно танго. Шарај ми душа со рани ко банко. Ти си мој порок, мој проблем. Ти си оној проблем што ме смени од корен. Со исти винти, низ лавиринти. Ти си мој порок, ти си мој проблем. Ти си оној проблем што од мал стана голем. Со исти винти, низ лавиринти. Ти си мој. Ти си мој. Ти си мој. Ти си мој. Ја пушти ти во пекол да гори, душава да знае да збори. Љуби ме ти сега, одведи ме до рајот, а ти беше сјајот од стартот до крајот. А го прашав 100 пати кои се тие тајни билки и зачини 11, што ги ставаш? 100 пати го прашав. Не ми кажу. 10 копанчиња, ама ако може зачините и билките посебно спакуете ги. Оба! Фала многу. Чао, чао. Оба. Еве ги. Оба! Ај, билките бе, брат. Билки, ај. Со првиот допир го осознаваат светот. Среќни сме, гледајќи ги како уживаат. Во секоја преградка, безгрижна игра и секое капење. Нежната бебешка кожа бара нега, а на особено чувствителната кожа потребен е експерт на кој му верувате. Во соработка со врвни педиатри и дерматолози, ние ја развивме клинички тестираната Бекутан Сензитив колекција. Бекутан Сензитив. Нежно, уште од првиот допир. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Ептен сте брзи, супер да се соработува со вас. Секогаш сме тука.
и со колегите консултанти од М-Кеш, и со продавниците за пари и онлайн. Тоа не е се, М-Кеш имаат и одлична исплатлива програма за лојалност која се активира уште од првиот кредит. И тоа не е се. Овие 2 месеци славиме 7-ми роден ден и повторно те наградуваме. Со секој кредит од М-Кеш влегуваш во игра за една од 200 супер награди. М први, М брзи, М најдобри. М-Кеш. А како влезе кутија? Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Петар Грашо, премиерно на голем концерт, 18 мај, Арена Борис Трајковски. Ние загреваме побрзо, за вие да можете да ги забрзате работите. Користиме пареа за да создадеме совршена кора, за вие да ги усовршите вашите вештини. Правиме топлината да циркулира рамномерно, за да уживате во кругот на семејството. Ние печеме во чекори, за вие да можете да ги преземете следните чекори. Ние ќе готвиме, вие само уживајте. Нови OptiBake вградни рерни од Горење. Горење. Како во фудбалот, така и во животот квалитетот се препознава по вложениот максимум. До него никогаш не се стигнува лесно и на прва топка. Туку со упорна, сигурна и макотрпна работа во која се вложуваш целосно. Токму тоа е признанието на една добро завршена работа. Квалитетот како мерило за успех. Токму квалитетот е она што го препознава и што ми значи кај Златен даб. На здравје!
Добивате на ненадминливиот пеперминт зелен чај со нане. Нотата од нане го освежува деликатниот вкус на зелениот чај, обезбедувајќи особена свежина и удобност. Ви го препорачуваме за прилики во кои ви е потребно оживување на сетилата. А кога сме кај сетила, мирисот на топол леп е синоним за дома, а искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното. За мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино, број 1 во кујната моето брашно од Кадино. А нашите пријатели од МКеш оваа година слават 7-ми роден ден и повторно нормално наградуваат со секој земен кредит од МКеш. Влегуваш во игра за можност сам да одбереш една од 200 супер награди. Доби кеш кога ти треба, одбери си топ подарок. Деталите ги имате на mcash.mk. Кога ви треба кеш, mcash.mk. Продолжуваме ние. Тамара Тодеска, за која порано се зборуваше многу дека била доцнела на снимања, треба да и закажеш пола саат порано за да дојде на време и ваму таму. И морам да кажам дека денеска на ова снимање дојде па можда саат време порано. Ај, не претеруваме, пола. 30 минути порано. Да. 30 минути порано. Да, у задње време све што е со професионализмов? Па ми дојде више преку глава тие мојавите, искрено. Ми дојде преку глава, али конкретно многу работи се променија и после Евровизија. Затоа што таму кога бев како во војска буквално и видов се видов самата себе од некоја друга перспектива и многу ми се допадна тоа. И ме нервираше, моментот кога ќе дојдам еве вака 15 минути пред закажаното и сите се као да, зашто да? Ние те чекавме. Да, што ти е, што си дошла вака рано, И мене почна страшно тоа да ми иде на нерви. И да не ги занемарам работите од типот на пропуштени шанси во животот. На некоја си лоша репутација која што ме нервираше и така и сето тоа допринесе. Најверојатно и годините си го прават. Може би. И некоја зрелост во мене која што никој не веруваше дека ќе се случи. Опet тоа веројатно со мајчинство доаѓа можда. Не знам, можда. Не знам ни јас. Јас кога станав мајка сум побудала сум. Ама во мајка од кога сум побудала сум. Се шалам, не, шега на страна, доаѓа, све си има свое. Све си има, да. Све си има свое. Не треба да се форсира ништо. Апсолутно не. У моментов има нешто што гледаш дека не му е време? Трето дете. Така. Трето дете. Така. Не, ама добро, убаво си дојде порано, си поминавме супер. Имаме нов метод на кафе од автомат без шекер. Така е. Каде што прво чекаш, нели чекаш шекерот да падне и кога ќе падне шекерот, ја взимаш и ставаш друга чаша. Така е. Така да нема везе. Малите тајни на големите мајстори се ова. На Инстаграм те следат 86.000 луѓе од прилика. И кусор, да. И знаеш, тоа некогаш е too much од аспект на гледаш како да е обврска да ставиш нешто. Мене ли ми кажуваш? Кажи дали мене ми го збориш тоа. Па побудалев за време на корона. Полудев, тоа беше единствениот извор на финанси од мојата страна во тој момент, пошто нигде не пеевме, ништо не правевме. Ти изненади позитивно од аспект, не сум мислела дека вака добро се дека сум инфлуенсерка? Понака дека окей се проаѓа. Да. Сакав да се убијам буквално затоа што не ми беше добро кога си го отворив Инстаграмот, кога ќе видов дека е исклучиво се адвертајзинг. Па е. И си викам ти пејачка си или инфлуенсерка си? Одлучи се што си. Така. И во еден момент кај рече? Кат. Па не можеш, па више прво почна настапи. Да, вниманието е на друго насочено. Нема потреба више од инфлуенсерство. Не, се шала на страна, не е дека одбивам, сакам да договорам реални сделки кои што можат да ми донесат нешто плюс финансии во животот. Иначе како и сите, да, али не ќе да ми е main job that. Знаеш, ми беше main стана замарање. Стана, значи све вртеш околу тоа. Да, кога овој пост, кога овој чекај, сум забравила, овој пост, па не си навикнат, па знаеш, чудно. А почнеш да мислиш, а како им е на тие што стварно 24/7 тоа го работат, како примарна професија. За нашиве кога ќе ги прашаш инфлуенсерството не е работа. А за разлика од многу други тоа е сериозна работа.
Сериозна работа. Сериозна работа која што одзема и време, и енергија, и Ако нерви. сакаш да го има... работиш кој што треба. Апсолутно. За така што секоја чест на инфлуенсерите. Па добро, да, ќе се согласам. Се направи доста концерти. Скоро имаше па излезе прв пат со фризура, мислам дека во станица. 26, да. 2021 ми беше за мене успешна година, фина, со оглед на тоа дека има многу убави два концерта во Античкиот театар во Охрид и во Битола Хераклеа, и после тоа имав уште еден во склоп на 30 години независност на Македонија, нели имаше 30 ивенти кои што се организира, кои што беа платени од државата. Добро. И ја имав прекрасен концерт за кој што ми е многу драго што го изработевме на македонски Евергрини заедно со Джијан Емини, со Македонската филхармонија и неговиот ЗДЖМ, Сдружение на џез музичари на Македонија, и тоа беше еден преубав ивент. Сакаш да го повториш сигурно. Многу би сакала да го повторам, али самото место на Кале горе, самиот тој амбиент беше прекрасен. И се тоа така изгледаше. Многу игра улога сетингот, знаеш, од аспект за некои знаеш, за некои песни или нешто веројатно поубаво е да ги свириш во клуб отколку во арена. Појма немам. Конкретно за овој беше се совршено изработено така? И се беше поклопено. А ти во што најмногу уживаш? Лично, кај ти е најкеф? Јас уживам само на сцена кога сум. Не ти е битно дали е во станица или не знам. И овдека сега кога пеев уживав. Станица ми е мене место кое што ми е... Како матичен клуб. Како матичен клуб, и многу ми фалеше трите години додека не работеше, колку не работеше. Многу ми фалеше тој стејдж и таа енергија, и знаев дека сега овој последниот концерт ќе биде така и убаво посетен и така со таа некоја убава енергија, најверојатно и поради тоа што ни фалеше многу тој клубски момент на сите. И тоа што го изработивме за летните концерти во Охрид и во Битола, се испостави дека добро ќе звучи во станица. И тоа го повторивме и во станица. Имам некој впечаток дека се повеќе внимание му посветуваш на делот што е во припреми. Делот што е пред да се качиш на сцена, знаеш. Дури што е убаво, за пофалба е окей. Знаеш, гледаш се да е како што треба, внимаваш на облека, на шминка, на фризури, на чуда, на промоција, на настап и така натаму. Кога ќе се вратиш назад, си требала порано поише да посветуваш внимание на такви работи? Да, мислам дека сум го изгубила времето на небитни работи во животот и дека не сум се посветила 100%. Значи би посоветувала нови дека дечки не е само да доеш да испееш. Да, како не. Мислам тоа треба да го знаат затоа што го гледаат. Тоа што го гледаат не е само... Ако имаш голем настап, си pain in the ass по дома, знаеш, обично некои луѓе, глумци, например, имаме другари глумци, знаеме како е, кои имаат голема представа, премиера, боле не биди 2 месеци со нив, знаеш. Не си? Напротив, јас станав со бајле, си бев на ногти, си бев со децава, си прошетав во парк. Немав некој притисок конкретен за тој. Зашто премногу се осеќаш самоуверено, веројатно. Ама добро, тоа си иде со искуство, со текот на годините си се осознаваш себе си и си знаеш на што треба да посветиш повеќе внимание. А ти бидува некогаш замарање сето тоа фотосесија за промо? Никогаш уживам во сето. Уживам. Тоа ми е работа. Мислам, многу е убаво кога имаш работа која што си ја сакаш. Мислам, знаеш. И веројатно имаш подршка и од сопругот, примери, тоа е важно. Имам подршка, али многу е битно. Доаѓа, гледам на сите настапи, доаѓа. Да, не било сите. Зависи кога сме скарани, тогаш не доаѓа. Па види то, па тогаш и не треба да дојде. Да. Тогаш и не треба да дојде, треба дома да биде. Да кјути. И да кјути. Врати се. Зисли така пример, он пробува да се смири, се спрема да дојде. Кој би, што си дошол ти? Ајде дома не. На сцена, пијана. Врати се. Пијана не сум на сцена никогаш, да се разбереме погрешно. Шега. После сцена не гарантирам. После знаеме да се напиеме по една пијачка. Добро, ама во некој момент кога сакаш на страна и деца, и мачка, и некаш ни настапи, ни не знам што, ваму таму сакаш да наполниш батерии, а не можеш, што е тоа, мислам, семејство е, знаеш, што правиш, кај... Идам кај мајка ми.
Тоа е паметно. Тоа е паметно. Одам кај мајка ми и легнувам во својата мечкина дупка, која што на времето така ја завикаа, зашто никој мечката Божана не можеше да ја стане од мечкината дупка. Таа соба остана како мечкина дупка и знам така кога сакам да се осамам, само да тропнам кај Брана и да ја кажам мама, стај ми постелина на креветот мој. Тој кревет и таа соба само на спиење ме тираат. Чека, тоа ти било као детска соба си било моја соба? девојачка соба, да. Преко. И таму идам да се одморам, еве. Емо тоа си стои како твоја соба. Си стои. И тија нас пие утако ке дојде. Па сега, добро. Поздрав до родителите, поздрав до Тијана. Така, фала. Поздрав до мачкањето, го спомнавме, нека не се лути. Да. Многу ми е кеј што еволуираш се подобри и подобри. Озбилно ти кажам, многу подобри. Ние се знаеме многу одамна. Да. Сме си биле секогаш подршка низ годините и ми е многу кеј заради сето тоа. Сега ќе ја слушнеме правот. Ајде да за крај. Правот. Таа е таква како за Еве еве веќе трнав да ги вадам работите. Гледаш како знам. Еве најдоброто од Македонија имаме Good Nature чаеви, имаме и златно дапче пакетче, исто така од Пиловска. Ова на мачка ќе му дојде. Супер. KFC кога веќе рековме KFC Golden картичка и има и KFC еве и тоа. А што да правам со Golden картичка? Аха, имам попуст. Бе нормално кога веќе одиш бар и плюс од нашиот пријател и ординација доктор Анчевски да си се не знам, нешто. Фала. Не викам дека ти треба. Добро. Само така спомнувам. Супер било така, ти доктор Анчевски. Мислам, ако веќе нешто правиш, подобро да одиш кај што треба, така ли е? Cool, фала, многу фала. Ја слушаме, правил бидејќи ја слушнавме Порок и тоа беше Тамара и дојди пак. Фала. Одиме. Викнете пак. Правд. Ке рече Порок. Girl, they will try to tell you what to do, how to look, smile, act and move. All the rules are made for you to lose. But baby, let me tell you something, girl. For every tear the world makes you cry, hold on to me, I am always on your side. Don't be afraid to spread your wings and fly. Tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Go on now, tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Girl, they will try to tell you what to do. Have no fear, the power lies in you. Shine your light, go and break the rules. Go on now, tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Go on now, tell them, raise your voice and say it loudly. Show them what it means to stand up proudly. Tell them this is me, and thanks to you I'm proud, I'm proud, I'm proud. Girl.
тука завршуваме. Ова беше стварно супер емисија. Уживавме во друштвото на Тамара. Опа, ова што го правам. Се грижам за светот, се грижам за се околу. Ова што го правам се вика рециклирање. Не, да сериозно, луѓе, и вие треба да го правите, значи треба да сортирате отпад, односно фрлајте си ја хартијата со хартија, пластиката со пластика, стакло со стакло, користете ги отпадните канти на пакомак, нели, каде што е означено, фрлајте лименки и пластика, каде што е означено за пластика, фрлајте пластика и така натаму, бидете совесни, бидејќи една е планетава, треба да се грижиме за неа. Како што реков, ние тоа го правиме во еден на еден и ве советуваме и апелираме и вие да го правите истото. Овде е крајот на епизодата, наредните 2 недели имаме компилацијски епизоди, воедно и ќе ви честитаме великденски празници, ќе ви честитаме 1 мај, поминете си убаво, гледајте да одвоите време за вас и вашите најблиски, да си наполните батерии пред да почнеме повторно да работиме, нели, пред лето да дојде и сите тие денови кои што ги чекаме топли да одмориме од сето ова. Имајте среќен Великден, среќен 1 мај, поминете си супер, се гледаме кога ќе се вратиме со Петар Грашо кој ќе ни дојде од Хрватска. Значи враќањето после 2 компилацијски епизоди ќе ни биде со еден на еден епизода и Петар Грашо. Ајде еден на еден бенде, да си одиме дома. Чао!